Раците ми беа заглавени и врз мене имаше многу луѓе, можеби 5-6. Се чини дека зборовите и мислите и сеќавањата денес имаат плиток корен и дека работите лесно се кажуваат, ама брзо се забораваат. И затоа и сметав дека мораме да ги забележиме искуствата и емоциите и размислувањата на луѓето на кои им се случи трагедијата во Почени. Многу работи поминаа годиниве за кои многу се зборуваше, ама зборовите на директните учесници, на сведоците, на најзасегнатите не беа запишани за деца, за внуци. Моите очи видеа толку работи што мојот мозок не можеше да ги процесира. Реалноста е секогаш поинтересна од приказките. Работата е во тоа што ние сакаме некој да ни ги стокми работите, да ги направи поедноставни, или да има правда на крајот, или да има среќен крај, или да биде полесно за разбирање, и затоа сакаме приказки, филмови, бајки, раскази, легенди. Инаку, ако имаш фокус и ментална снага, секогаш е поинтересно она што има да го раскаже стварноста. Се гледаше само глави на луѓе и како пружат раци за да и се помогне. Во првењето на овој филм сретнав многу добри луѓе. Луѓе кои се подготвени да се жртвуваат за друг. Луѓе на кои им е важно да помогнат, луѓе кои ги боли срцето за ближниот вистински. Во целиот овој пекол и хорор, тоа е надежда. А така и во обичниот живот. Радоста е во другиот, инаку му гледаме на крајот во очи. Да се изслушаат беше дел од нашата должност, од нашата почит кон овие луѓе. Нашиот монтажер имаше кошмари долго време после завршувањето на филмот. Ама надежта е во солидарноста и неа ја има кај нашите луѓе и во овој филм, и тоа е најважно. Нема нешто што избегнавме да кажеме. Наша задача беше да им дадеме платформа на која ќе може да зборуваат луѓето на кои им се случи оваа голема трагедија. Ние, како филмаджи, се повлековме во втор план, работевме филигрански, работевме невидливо, од нивните поединечни приказни да исплетеме големата приказка. И филмот е направен од почит и од солидарност кон добрите луѓе. Ова е нивни филм. И сите средства што ќе се заработат од прикажувањето на овој филм ќе одат за жртвите, за преживеањето и за семејствата во Кочани. Голема благодарност до Сапорт Кочани за помошта на луѓето и што ни помогнаа нам да го снимиме овој филм. Филмот е работен со лични пари, без учество на државата или на Агенцијата за филм. Веројатно татко ми да ми каже што мисли за филмот. Се надевам дека ќе можат да почувствуваат некаква искра надеж, да помислат дека постои нешто добро, дека постои утре и дека нивната приказна останала забележена.